Добар ден, драги гледачи, повторно вие со нас Црвена линија, денеска пак со актуелна и доста дискутабилна тема и ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677 да ни задзвоните и да ни го споделите вашето мислење. А Тина? А секако она за што ќе дискутираме со вас е она што се најавува овој месец април, може би пролета малку временски задоцни, но не задоцни, а негодувањата и секако борбата за правата на работниците. Па април најверојатно со пролета и цвеќињата ќе се разбудат и работниците, бидејќи голем број од синдикатите најавуваат штрајкови. Како и да е, денес зборуваме со вас. Пролета или кризата ги разбуди синдикатите. Очекуваме да ни се јавите на 02-307-6677 и според вас да ни откриете дали гледате решение на целава ситуација. Може би сте и директно вклучени во овие барања, а како и да е, знаете дека може да коментирате секако и на социјалните мрежи. Така, кога веќе ги исполнавме социјалните мрежи, се вртиме малце кон социјалната мрежа на Инстаграм, Црвена линија и Телма телевизија, малце да го видиме нашето анкетно прашање кое вака гласи: пролета или кризата ги разбуди синдикатите? Поголеми плати нема. Дали април ќе биде месец на штрајковите? И нормално нашето анкетно прашање: има ли владата решение? Две опции: да, не, правилата ги знаете, гласате на да или не, нашата социјална мрежа на Инстаграм, Црвена линија, и после рекламите ние ги покажуваме крајните резултати. А сега ќе ве подсетиме нешто што утринава се случуваше на утринската на Телма, разговор кој што го водеше нашиот колега Горан Петревски во рубриката Да си кажеме, заедно со господинот Трпе Дејановски од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженија на граѓани на Македонија. Еве какво прашање му постави Горан на Трпе. Која е вашата црвена линија? Ако утре и задутре не наидете на одговор или задоволување на дел од барањата или целосно, кога би започнал тој генерален штрајк и што би значило тоа? Целосен прекин на работата? Значи, ние сме сега заедно со Сојузот на синдикати на Македонија, каде што УПС е грански синдикат член, разговараме за нов начин. Ние вчера имавме беше во комисијска процедура во Собранието закон за административни службеници, каде што имавме ставен амандман. Со амандманот баравме ова што го разговараме ние денеска, за жал амандманот не беше усвоен. Законот мислам дека утре или заутре ќе се најде на собраниска процедура и ќе помине на начин што нема да се добијат овие 2806 денари, што ги бараме. Заедно со Сојузот на синдикати на Македонија бараме нов начин, предлагаме за да го добиеме ова, значи преку потпишување на општ колективен договор за јавен сектор, каде што на работодавачот, владата, на сите им се биде дадено можност во определен рок, тој рок е 1 јули, на сите да им биде исплатено она што треба да се добијат 2806 денари. Меѓутоа, доколку не успее тоа, преговараме, доаѓа 1 мај, денот на трудот, денот кога сите работници треба да станат, да покажат солидарност, да покажат единство и да покажат моќ. Се договараме со сите други синдикати во Сојузот на синдикати на Македонија овој ден да го искористиме за покажување солидарност и да застанеме цврсто зад нашите барања. Ќе ги известиме сите синдикални организации наши, сите грански синдикати ќе ги известат нивните и мислиме дека од 1 мај веќе ќе може да кажеме и дали ќе стапиме со поригорозни мерки. А драги наши, виднаш преминуваме на вас. Ние во дека ќе го вклучиме и првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Добар ден, како сте? Добри сме, како сте вие? Па еве со пролетта и сите разбудени, сонце пука, мотори се возат и така. Така, но и ви се најавуваат штрајкови на сите страни, па кој ќе биде вашиот коментар? Абе супер што се разбудија синдикатите, нели што бараат некој динар. Него владава да се разбуди ве 6 години, заспа на 1 динар не ни покачи плата во јавниот сектор. Така, продолжете, имате 56 секунди. 56 секунди. Синдикатите тоа што го бараат, некој таму упорно ќе ги прима, и ќе каже на крај, абе 5% ќе ви зголемиме, ама во септември 2078. Добро. Па и ве може да искористиме и да одговорите на нашето анкетно прашање. Така, има ли влада решение според вас? Нема. Добро, ќе обележиме тука за вас дека не. Има нова влада само.
Дали може би вие сте директно засегнати, дали може би ќе бидете дел од некој штрајк кој што се најавува, бидејќи најавуваат и пошти од понеделник. СОНК, утре дури матичните лекари излегуваат на протест во 12 Ги часа. поддржувам и матичните лекари, ги поддржувам и градинките и школите. Како да не ме засегнува и мене бензинот ми е поскапен за овие 6 години за 30. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија, а сега време е да го најавиме вклучувањето на нашиот денешен гостин. Го имаме господинот Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати. Како сте? Здраво на сите, здраво до сите гледачи на Телма телевизија. Работно сме. Така да, знаем, имавте денеска важен состанок, па и како поминавте накусо на состанокот и тоа да прашам. Така е, денес имаме председателство во Сојуз на синдикати на Македонија, баш по овие актуелни прашања, протести и штрајкови на нашите грански синдикати, кои како Сојуз на синдикати на Македонија целосно ќе ги поддржиме и ќе застанеме со сите наши капацитети на располагање за тие штрајкови и протести да бидат успешни, со една цел, она што го бараме ние, линеарно одголемување на платата од 2806 денара. Зошто 2806 денара? Прво е солидарно во ова кризно време, потоа линеарното одголемување на никој со линеарното одголемување од 2800 денара никој нема да биде обесправен, бидејќи знаеме животните трошоци се зголемени, се исто зголемени за сите работници, вклучувајќи ја и хигиеничарката до директорот. Така, а вие како ССМ нагласивте да не се тактизира со согласувањето на платите со покачувањето на минималецот. Доколку се тактизира, кои ќе бидат вашите следни чекори? Ние јасно и гласно збориме, доколку не се дојде до 100 побрзо решение, а тоа е усогласување или скалесно зголемување или линеарно зголемување, како што го бараме ние од 2806 денара, ние за 1 мај, како што најави председателот Трпе, размислуваме дали ќе искочиме на генерален штрајк како Сојуз на синдикати на Македонија или во најмала рака на протест за 1 мај, но тој протест и штрајк ќе продолжи понатаму се до остварување на правото на линеарно зголемување на минимум за 2800 денара, согласно можностите на тие предпријатија или институции и фабрики. Бидејќи ние како Сојуз на синдикати на Македонија се залагаме за зголемување на платите како во приватниот, така и во јавниот сектор. Ние не правиме поделба на работниците, туку баш напротив сметаме дека тоа треба да се случи на секој работник во ова кризно време на пандемија, на енергетска криза и економска криза. 5 дена неделата од понеделник ќе се случи штрајк на СОНК. Надлежните се повикуваат на законот кој пропишува да се најдат заменски воспитувачи и наставници со цел да не се губи настава. Кој е вашиот став односно ова? Нашиот став е јасен. Ние застануваме со сите синдикати кои ќе го изразат на незадоволството поради неспроведување на ова, како што викаме ние, линеарно зголемување на платите на сите работници. А тоа зошто е дозволено да се случи во некој од членовите, дали од колективниот договор или од законот, кога ќе се штрајкува, да има опција да се најдат заменски професори или наставници, тоа ќе треба да прашате на адресата на Јаким Неделковски, бидејќи тој како председател на Гранковиот синдикат за образование и култура го дозволил тоа да му се вметне и преку колективен договор се согласил тоа така да биде доколку има штрајк. Што јас како Дарко Димовски, како прв човек на Сојузот на синдикати на Македонија, никогаш не би го потпишал, ти би дозволил таква работа за време на штрајк да ми се најде замена, а јас го искажувам моето незадоволство во конкретниот случај, бидејќи платите не ми се зголемуваат согласно законот за минимална плата или тој член 8, каде што вели доколку се зголеми минималната плата, треба да се усогласат и останатите плати со порастот на таа минимална плата. Така и сега како што е ситуацијата, како што си е моментално, ја вас да ја прашам ваше размислување, дали месец април ќе биде месец на голем број на штрајкови? Неминовно е доколку не се случува што го бараме зголемување или усогласување на сите плати. Штрајковите и протестите се наше легитимно право, бидејќи ако не може тоа да го оствариме преку социјален диалог како што го правиме во моментот, нас не ни останува ништо да го повикаме работникот и целото наше членство да излеземе на улица. А тоа ќе успееме доколку сме помасовни, не тактизираме и не се плашиме, туку напротив да излеземе да си го бареме нашите права согласно закон и колективен договор, бидејќи некој тоа го вметал во закон и ни дал тоа право и тоа право треба да се го оствариме. Доколку некој не сака да го почитува, еве како што е во случајот сега законот. Дарко, благодарам многу што одвоивте од вашето време, но сепак е важно да ве слушаме во Црвена линија, си како гледачите. Ви посакуваме многу успех во вашата битка за
она што сакате да го постигнете за правата на работниците и се надеваме дека на 1 мај повеќе ќе размислуваме на скара отколку на борба за права. Благодарам прво на поддршката што секогаш добиваме од ваша страна и во вашата емисија и ги повикам уште еднашка работниците без страв, туку со една голема самопочит и самодоверба да излеземе на тие протести да си оствариме правата кои не се загарантирани со закон и колективен договор. Благодарам и поздрав на сите. Поздрав голем и до вас, а сега е време на вас, драги наши, ве вклучуваме веднаш. Тајмерот е 90 минути, намалете го тонот на ТВ приемникот и одиме. Старт. Добар ден. Ајде Тина. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Благодарам, поздрав и до вас. Денешната тема што се поставиле е доста скаклива и доста чувствителна, со тоа што она што ги искажа председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, секој ќе го поддржи, али има тука и други правила. Она што го кажа за Неделков, тие колективни договори, Неделков не ги почитува. Зошто ќе кажете? 2019 година во образованието, во науката, во културата, во детската заштита, во полицијата, во армијата, во здравството, беа баслосно зголемени личните доходи. Искам да ви кажам, јас имам господја која работи во градинка, 4000 денари го зголемија личниот доход во градинката. Сакам да ви кажам дека не е тоа само од сега. Ова што се бара од Конфедерација на синдикати, извинете, али тој господин многу манипулира со некои работи. Зошто? Во Собранието на Република Македонија има доставено закон за скалесто покачување на платите од со минималната плата. Затоа денески дали слушате, не слушате, не знам, за да овие сите протести во Република Македонија стои партијата ВМРО ДПМН. Тоа е национално прашање на Македонија. Како што кажа Тина, ве молам припазите на тајмерот, за да не испане дека ние ви исклучуваме. Не ви исклучуваме. Сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. На 0230766777 дискутираме пролета или кризата ги разбуди синдикатите и дали април месец ќе биде месец на штрајкови. Добар ден. Ало? Да, ве Ало, слушаме, добар ден. во црвена линија сте. Добар ден. Вака ме се допаѓаше муабето што го кажа овој Дарко, мислам дека се вика. Така. Да. Иначе оној од КСС, мислам така ли се викаше тој е птен политички партиски синдикат. Значи на времето тамо 2014-15 година кога се појавија тие ученички и студентски пленуми, они се закануваа на децава дека ќе ги затвораат у школите тие работи. Тој негов дел од синдикатот кај што он припаѓаше, во тоа време соработуваше со тогашната власт. А додека да речеме на овој Дарко, убаво си кажа линеарно покачување на платите, како за чистачката, така за директорот. Според вас ќе има ли решение, дали владата ќе изнајде решение, бидејќи навистина се будат синдикатите? Ако не изнајде решение, владата може да лета на клоци од белата палата тамо, од шампитата, така ја викам таа зграда. Значи, ако не си кадарен, нема да бидеш власт. Ти си власт заради овој народ. Овој народ те става власт да видиш, овој народ ќе те симне. Значи, мора да најде начин да им исплати, кога трчаа да му лепат знамења, да му веат знамења, да му лепат плакати, добри беа. Сега како ги запосли, така пари ќе им даде. Ајде. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Така. А сега одиме со социјалните мрежи. Така, видиме на Твитер што се збори околу оваа тема. Од доктор Арслан Гих. Брат, досадно ова секој ден ништо не работиш. Ај во четврток и петок од 10 до 12 часот неработење да си го викаме штрајк. Па после ќе си одиме на пауза, пошто законски ни следува и таман после дома. Ај. И сега идеме на следниот. Администрација штрајк, образование штрајк, земјоделци штрајк, железници штрајк. Само овие од влада ќутат и работат за сите нас. Свака част. А сега се префрламе на вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден.
Значи темава како ја да сум ја пишувала. Славно април, тоа го коментирав од Сабрајле, април ќе ни биде познат по штрајкови. Како почнали, ја мислам дека ќе има уште повеќе некој да искочи. Во потполно право е секој, значи ги поддржувам, меѓутоа не поддржувам затоа што владата им понуди по 2800 денара линеарно, не прифатија. Значи сега, кога се работи во ваква криза, елементарна, да кажам, од ред работи, значи сме у криза, од пандемија, ако почна сите сме, на сите ни треба пари. Значи сите сме, на никој не стасува на ова поскапување. Што да кажат тие што нема динар од нигде, кај што чекаат од роднините да им дадат едноставно да јадат. Значи еден куп има невработени. Тие невработени не добиваат никаков динар, ни 1 динар, ни 10 динара. Што да кажат тие? Значи треба да бидеме солидарни. Не значи дека минималната плата се покачи на тие што беа најзагрозени, дека одна треба да се покачи и на другите. Значи не треба да бидеме толку големи скептици. Значи кога тие другите имале помала плата, а ти имал 5-6 пати поголема, било во ред. Сега кога најмалиот се покачи и ова, значи да има минимална 18.000 и после тоа како им иде таму по бодови и ред работи да им се даде по 2800 во владата им ги понуди. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Така, сега пак се враќаме на Твитер да видиме пост што има. Државната администрација ќе протестира со неработење од 10 до 12 часот во четврток и петок. И на многу фина пишала, скоро исто како и секој друг четврток и петок, ама сега само по 2 сати нема да работат изгледа. А ние секако во црвена линија работиме и го вклучуваме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, ако може и малку погласно, подобро да ве слушнем. Добар ден и убав сончев ден да си имате. Исто и вие, благодарам многу. Секој добро и вам. Благодарам. Вака, што се однесуват со штрајкови на синдикатите, не ги поддржувам ни еден. Зошто? Ќе ви образложам сите поединачно. Кратко е време, меѓутоа вие анализирајте. Во овој систем кај што владее демократија, сакаат само од владата. Дај. Само за одреден дел од буџетарите кои што ја уништуваат 30 години Македонија. Еве ќе ви кажам зашто. Македонски пошти, нефункционална фирма, седи со загубар, зашто не ја ликвидираат? Нека ги испретат сите дома. Кратко ќе образложам за Министерство за образование. 3 месеци летен одмор, 1 месец зимски 4, 1 месец празници, 5 месеци не работат во годината. Одат по 2 часа имаат, по 6 деца имаат во одделение. Ги знаеме сите вистини. Бараат се ова врзами политички на некоја си партија. Македонски железници исто. Се е тоа, па таа е загубар. Нека се ликвидира. Има решение владата. Знаете како? Да е смела владата сите отказни решенија кои не сака, а нека си регистрираат приватни фирми, па да видат во приватното како мене, како се заработуваат парчето леп. Дали мене ми е добро? Благодарам што го споделивте вашиот став, па ќе видиме дали следните гледачи ќе се сложат со вашето излагање. Секако можете и да реплицирате на никое јавување и да ни одговарате секако и на анкетата која што подготвивме, а тоа е дали има решение. Имаме и коментар. Така, имаме нов коментар на Facebook, во коментар на тема на денот, да го прочитаме. Коментарот е од Игор. Здраво од Игор. Поздрав до емисијата. Легитимно е секој да се го искаже своето незадоволство преку штрајк и да си ги бара своите права. Но мислам дека треба диалог со надлежните да се изнајде соодветно решение со кое ќе бидат задоволни синдикатите. Но мислам дека во време на криза штрајк не би било соодветно решение. Поздрав до екипата на Црвена линија. Поздрав и до Игор и секако продолжете да коментирате, споделувате, лајкнувате и шернувате на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте? Секако, повелете. Благодарам. Па вака, и за мене, значи најреално ќе биде владата да размислува за најниските лични доходи, за социјалните случаеви и граѓани кои што се во незавидна состојба. Но фирмите треба да бидат должни секоја година, значи тоа е вид како календарски, во одреден период на годината да ги покачуваат
личните доходи, не да барат владата. Владата нема пари за тоа. Значи, оној кој е работодавач, кој дава пари, тој го ствара доходот и треба на некој начин тој да го дели со вработените. Но не и да бидат принудени работниците да штрајкуваат, да добијат парче дел од оно што го сработиле. Фактички со давањето личен доход зголемен во текот на оваа година, работодавецот е должен во текот на од првиот ден да почне да ствара нов капитал, значи да двои средства, да за наредно покачување. Само еден прост пример. Кога работев, ние секоја година на 1 јули добиваме зголемен личен доход од 20%. И го чекам на 1 јули да ни се зголеми личниот доход. Тоа треба да биде пракса, а не да штрајкуваат и да бараат да речем преку штрајкови, а синдикатот еднаш за секојаш да стане и да дел од тие средства што ги прибира од... Внимавајте на тајмер од 90 секунди, затоа и го објавуваме. Сепак благодарам што се вклучивте и го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Ајде како се коментира на твит. Така, да видиме неколку објави од Твитер. Од Космополитен. Како им текна баш сега кога има европска криза, они да барат покачување на плати и да се законуваат со штрајк? Зошто не штрекуваа пред Нова година или да пречекаат несен? Зошто токму сега таков притисок, кога се знае во каква состојба е економијата поради цените на енергијата? И одиме со уште 2. Штрајк без грижување на деца. Дали има некој нормален кај вас? Кој ве плаќа бе? И уште еден. Велат почнувала сезоната на штрајкови. Кога и како ќе се штрајкува овде на Твитеров? #штрајк. Ние во Црвена линија се уште не штрајкуваме, значи ве вклучуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Оваа пролет мириса ли на штрајкови? Како ви изгледа? Ке има ли решение? Јас ќе кажам моето мислење. Пролета не ги разводи синдикатите, него владата ги разводи граѓаните на Република Македонија. Добра. Тие се свесни, не се луди, не се малоумни. Оваа голгота што ја трпат е крајно време да се разбудат и да си ги земат, да си преземат од нив генерација она што е во рамките на законите. Значи овдека не се само синдикати. И тука влагаат пензионерите. Значи сите цел народ како Република Македонија да се излезе на штрајк. Ја ги поддржувам и да се стави крај на оваа влада корумпирана. Ви благодарам, ќе дадам време на други. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. И еве едно подсетување од ССМ, значи не се бара само покачување за јавниот сектор, туку и за покачување на платите и во приватниот, значи апсолутно за сите работници во сите сектори. Така, сега да видим уште една објава од Твитер, од Недопирлива. Вработените од Македонски пошти одделе на генерален штрајк. А што работат дотичниве? Присутни и неприсутни на работно место. Скандалозно и срамно е нивното неработење. Еве, мене ми загубија 2 пратки и никому ништо. Клучуваме веднаш гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Јавуваме се од Кочани, едно инвалидно лице се јавува. Така. Да. Сега, не ги поддржувам штрајковите тука никако. Значи, кај ја државата, без да гледаме политичка партија, дали е ВМРО, дали е, значи сега иде економска светска криза. Сите тие со големи пензии, буџетарите да ги наречеме, и пошта, и УЈП, и школите, и сете, со големите плати, се на нив не е дадено. Зашо една политичка партија не застане за инвалидните лица, за нив е качено зејтин, качено нафта, качено гориво, лепте, а ние инвалидите за нас не е качено со 4000 денара туѓа нега, качено само 190 денара туѓата нега. Инвалидната пензија ми е 8800 денара. За мене не ли е качено како инвалидно лице, не ли е качено за мене пензија овоа зејтин, шикер, сол, да не ги броиме намерници. Оди една политичка партија не застане да рече чекај, и тие лица со колички, со посебни потреби са лици и они се дел од ова општество и они заслужуваат да јават едно парче леп, да земат една корка
една корка лепи. Они еден ден дојде кога се молиме да не гласат, а не ово е срамот. Го цениме тоа што се јавивте во Црвена линија и го кажавте вашиот став во однос на темава. А што се однесува до Твитер заедницата, еве што се коментира таму. Така, да видиме нова објава од Дарко. Македонска пошта ќе стапила во штрајк на 14 април. Се плашам дека никој нема да го примети тоа, бидејќи ние граѓаните мислиме дека они веќе неколку години се во штрајк. Порано секој ден поминуваше поштар, а сега ако помине еднаш во месецов, треба да си среќен. Се префрламе на гледачите, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија, добар ден. И еве трета шанса на 023076677. Велиме добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Пролета најавува многу штрајкови. Еве, имат ли решение според вас? Кој е вашиот став? Да, треба да има штрајкови, се дека не им дојде памет на политичарите да се ги намалат платите и сите бенефити што ги уживаат, со кои што допринесуваат кризата да се продолбочува, односно со тоа раскалашено трошење на пари во вакви услови. Секако дека има причини за штрајкови. Посебно што не знам дали некој ќе излезе со некоја математика што конкретно ја генерира оваа криза и покачување на цени. Поради што? Од кои, поред енергенците, што друго? И оправданоста на зголемувањето. Дали некој лови во матно, колкави се профитите на одредени компании, дали се соодветно одамночени. Добра. Колку би могло да кажа? Тоа би било се. Добро, благодарам што се вклучивте, продолжите да следите, а сега е време да видиме што можете исто така да добиете и како најбрза информација и најдобра telma.com.mk, наслов кој што еве ќе го покаже Тео. Така, КСС се размислува за нови протести или штрајк. Законот е манипулација. Вработените ќе добијат по само 100 до 200 денари. Зголемување на платите. Целоснава објава вие можете на telma.com.mk да прочитате. Преминуваме на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, за да може јасно и убаво се слушнеме. И се разбира, еве ќе дадеме малку повеќе време за оние кои што можеби подоцна се вклучаа. Еве, не е лошо да продискутираме дали можеби вие директно сте вклучени, засегнати, можеби ќе бидете дел од некој протест. Какво е вашето искуство? Значи, се оно што сметате, можете да го кажете во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Се надевам го намаливте тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Да. Поздрав телевизија. Ако може малку погласно. Може. Да ве слушнеме. Така, повелете. Го поддржувам синдикатот. Добра. И сите треба да излеземе на улица и ова мафија да се сруше, што битуваше живот, а задолжена е корупција невидена. Граѓански пари задолжуваат, битува живот преку пресови, а дела нема. Значи, само синдикатот да се подава, синдикатот се грижи за граѓаните и тоа е демократско право, треба да се поддрже, да се изгледа се што незадоволство и други кои луѓе се задоволни да излеземе шо помасовно, ови не се откажуваат. Ке продолжуваат со задолжување, со афери, со дела, наградуваат се и така, ништо нема, ништо на народот. Може да ни одговорите на анкетата, верувате ли дека ќе има владата решение? Еве, кој е вашиот став? Решение само за протест синдикатот. Само тоа е спас. Тоа незлост се изразува преку протест и штрајкови. Сито са не знам, и тие луѓе што се задоволни треба да излезат. Затоа што на сите си препрема лошо и се пише.
задржува нашите ключки. Многу презадолжал државата, банкрот е, не е оваа опозиција. Така, времето истече, ве молам припазите пак на таймерот, а сега идеме со наш следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Едно образложение, че ве молам, ви благодарам што ме уклучивте уште еднушка. Многу сум благодарен кон вас. Као култура, вака, да образложам за македонски пошти. Македонски пошти веројатно не знаат да ја работаат фирмата. Да им... Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Да, ве слушаме. Нека знаат дека македонски пошти пропадна од конкуренцијата приватна, од брзите пошти кои што ги има во Македонија. Да им кажам дека најнискиот личен доход во тие македонски пошти им е 25.000 денари до 50.000 денари, зависно од успехот на работата. Што значи, нема играње со како во буџетарските фирми. Тука има работа на процент. Зашто они не се уклучат и тие во тој систем на работа кај што има успех? А како така тие? Само државата, да ја молзеш државата, молзи млеко, јади седи. Јас пак имам, порачувам, преку 20 компании има, 20 и уште 200 компании има во Македонија кои што работаат, јако работаат, кои што најмалиот личен доход на еден обичен разнесувач, како да го напратки, им е 25.000 денари личен доход. Нека се застрамат. Еве им пример зашто. Благодарам што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. 90 секунди, секогаш внимавајте на тајмерот. Така, а сега се вртиме кон Твитер да видиме две објави. Првата вака гласи: па сега треба да искочат сите на штрек. Проблем е во тоа што на политичариве не им текнува реално да ги реферираат економските случувања, бидејќи тоа ќе им одземе политички поени. Нив им е битно да прикажат успех на невозможното покачување. Идеме со следната објава, што е од ТВ Телма. Генерален 24-часовен штрайк во Грција, ова како поп-ап, а вие целосниот приказ на артикулот може да го прочитате на telma.com.mk. Така, грците и се познати по штрајкови, така да ете и во соседството се најавува таква пролет. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Кој е вашиот став на оваа тема? Па, со оглед дека зголемувањето на некои делови на платите во разни сектори не е подеднакво линеарно кај сите, ова е очекувано. Очекувано, верувајте, очекувано. Со која доблеси, со која плата, например, човек што зема 19.000 денари ќе ги стера цел месец. Еве, двајца нека се вработени. Како е возможно? Никако. И сега друга една работа. Зголемуваат тамо каде што не треба. Администрација. Влагаш во суд, не можеш, значи четворица се в кабинет, знаеш дека се четворица, пошто има 4 столчиња, нема ниту еден. Влагаш полиција, 4 столчиња, нема ниту еден. Сите се на пауза, а паузата трае од 9 до 14 часа. Зголемување, да, администрацијата мора да има зголемување. Тие се најлојалните гласачи на било која власт. А додека докторите, видовте самите на кои стресови беа изложени медицинските сестри, не добија ништо и тие бонуси што им ги ветија, испаднаа прилили, не важи. Сега што правиме? Значи, не оваа држава за некого е мајка, за некого маќеја. Затоа што овие што се ќе штрајкуваат, или па поточно учителите и овие, каже ги професорите, па од кого ние сме произлегле? И јас и вие имаме завршено и основно и средно факултет. Значи... Благодарам и вам што се вклучите во Црвена линија. А Тео сега ќе ви открие што е следно. Сега е следно да видиме кратки реклами. Еве сме назад после кратките реклами, а сега да ги видиме резултатите од нашето анкетно прашање кое гласи: има ли владата решение? 25% да, 75% не. Тие беа денешните резултати. Ајде, некаде конкрет, ќе подсетиме утре 7 април, ден на светскиот ден на здравието. Ќе ви посакаме да ни останете во добро здравје и да не следите секако
утре во истиот термин, 16 часот и 15 минути. И најубава вест може би е што по 2 години веќе маските нема да ги носиме во затворено. Останете со програмата на Телма, се гледаме утре и ве очекуваме во Црвена линија. Довидување. Чао, чао.